Добро, сакам да кажам две многу битни работи во врска со законот за прекршоци и да се направи јасна дистинкција помеѓу тие две работи. Првата работа е дека апсолутно сметаме дека еден таков закон се однесува на Safe City, во кој што се регулира еден дел од сообраќајот, многу значаен, со кој што се намалува ризикот од несреќи сообраќајни и така натаму, апсолутно во тој дел го поддржуваме. Меѓутоа има две битни работи за кои што треба да се зборува. Прво, во сегашниот контекст, а тоа е економската положба, состојба во државата, стандардот на граѓаните, мора да се зборува за висината на казните. И второ, исто битната работа, што и кој ги контролира огромната количина на податоци кои што системот Safe City ги собира. Станува збор за власт во моментов на ДПМН, кој што има историја на злоупотреба на служби за безбедност, пратење, прислушкување на огромен број на граѓани. Не сме комотни да туку така тој дел помине без дискусија. Се сомневаме дека може тие податоци да ги злоупотребуваат за нивни тесни партиски цели. Така да, ќе се дебатира во собранието за овие две работи. Ма не може да се дебатира, господин Филипче, пошто читањата се поминати, сега е фаза на гласање. Предпоставам, сега нема да гласате, па ќе одите со ново... Добро, ставот ќе го кажеме на собраниската седница. Меѓутоа, овие две работи не може туку така да помените. Уште едно прашање, што излезе како договор меѓу останатите учесници на лидерската средба, бидејќи вие не бевте таму во врска со пршинската влада, ставот беше дека доколку не се согласувате да се укине сега, би се укинала по наредните парламентарни избори, практично вие би биле последни со пршинска влада, дали тоа ви е прифатливо вака како решение, имајќи предвид дека на следните избори колку да бидат, би имало пршинска влада како што барате, како и дали може би оваа позиција размислувате во една фаза и да се приклучите на тие разговори, може би со на ниво на координатори на пратенички групи, или ќе останете надвор во въпросот? Гледайте, многу јасно го кажавме ставот и го образложивме. Јас бев тој кој што прв понуди рака за лидерска средба. И бев кај премиерот после пожарот во Кочани. И таму разговаравме да има заедничка работа, работни групи за реформите во правосудството и од тоа ништо не се случи. Дополнително, со немањето на одговори за сите коруптивни скандали на оваа власт, сметам дека со таква власт не треба да се седи. Затоа што не може да им се верува на тоа што го зборуваат. Поради тоа сите гледаме што прават. Не може ние сега да антиципираме како ќе биде овој циклус, следниот и така натаму. Во пресред на овие следни избори, кога и да бидат. Дали се предвремени или ќе бидат редовни. Власта ги има истите манири кои што доведоа до воведување, иницира воведување на еден модел што се вика пршинска влада. Тие ги злоупотребуваат сите институции. Притисок преку полиција, преку социјални служби, злоупотреби во земјоделство. Што повеќе треба од ова да видиме, да знаеме дека треба некој од опозицијата да прави контрола. Во тоа беше во 2016 година, тоа се истото што се случуваше тогаш се случува и сега. Општеството не е зрело. ВМРО ДПМН во изминатите 10 години нема спроведувано парламентарни избори. Ние имаме причини, конкретни аргументи зошто се сомневаме дека тие тоа не може да го направат така како што треба, фер и демократски. Така да, фокусот е на следните избори, а за тоа понатаму ќе зборуваме. Неколку дена после лидерската средба која се одржа на иsto што се случува таму, дали сметате дека беше грешка што воопшто што не учествувате да ги пренесете сопствените ставовите на СДСМ на таа средба и ова да го нотирате? Не мислам дека е грешка поради тоа што ја ги кажам секој ден во јавност. И повторно ги кажам, не им верувам на луѓето на власта, на тоа што зборуваат, затоа што ги гледам што прават. Господин Филипче, дали со СДСМ со вакви политички чекори работи со Левица да биде главна опозицијска партија во Македонија? Не, Левица видовме со кој седнал на маса, очигледно дека се под влијание на власта
СДСМ и вие го гледате тоа секојдневно, е единствената опозиција и сега да аргументирам зошто, да не биде тоа само така кажано. Еве ги гледате секојдневните аргументи кои ги изнесуваме пред граѓаните во јавноста. Ги потенцираме секојдневните проблеми на граѓаните, бараме предлози, решенија, власта е нема. Еве гледате што прави. Еве гледате власта што прави. Ме обвинува за згради, за Венеција, патување, сега ќе сум земал цела болница. Немаат одговор на прашањата. Немаат одговор на прашањата. Ние сме одговорна политичка партија, а ја водиме опозицијата. Ги поставуваме и укажуваме на ризиците со кои што оваа земја се соочува. Прашуваме зашто има дупка во буџетот од 2 милиарди евра. Тие прашања до нас доаѓаат и ги споделуваат граѓаните. Ние не ги измислуваме. Прашуваме зашто нема раст на платите во ниту еден сектор. А притоа секоја изјава на премиерот е само една голема лага. За растот на платите вели имаме колективен договор. Треба да имаш пари да потпишеш анекс на колективниот договор. Тоа власта не го прави. И кажува дека нема пари. Со тоа што не прави никаков чекор. Не одговараат за сомнителен капитал кој што пререгува преку Алта банка. Кажа ли нешто? Банката која што одбиена од Европска унија дојде кај нас. Што се случува со тоа што вице-премиерот оди на состанок со ноќни волци и луѓе блиски до Путин? Тоа го збори ли некој? Имаат ли одговор зашто државни институции, лотарија само една од нив, се исплаќаат луѓе инфлуенсери на јавните мрежи? Каква е тоа злоупотреба на државните пари? Имаат ли одговор на тоа? Имаат ли одговор на злоупотреба во земјоделството? Ги фатија како крадат европски пари. Зошто сме тргнати и ставени сме на листа на трети земји од Соединетите американски држави? Наш стратешки партнер. Тие луѓе гледаат што се прави овде. Тие луѓе гледаат што се прави овде. Затоа сме у група на земји со Сомалија и други африкански земји. Што се случува со европскиот пат? Зошто се влошуваат односите со соседите? Намерно. Некакви изговори за Бугарија. Бугарите викаат, немаме проблем со македонскиот јазик. Мицкоски го врати в името. Доаѓа нота од Грција. Тоа ли е политичар што води влада? На кај одиме? Знаат ли на кај одиме? Не може да се седне со такви луѓе. Чим седнале левица, дуи, јасно е што прават. Си се договараат за своји работи. И нема да им помине дефокусот. Као ова сега, дефокус, фейк ньюс, алфа, фейк ньюс. Мене ме обвинуваа дека имам куќе у нерези. Доаѓаше ваш колега новинар. Што се случи тоа? Ништо. И ова е истата работа. Имате одговорност за објективно информирање во јавноста. Не за вакви црни кампањи и дискредитирање. Да знаете. Едно прашање со оглед на тоа дека се најавуваат крупни реформи. Од реформскиот процес закони кои што ни се битни за Европска унија, се најавува измена на изборниот законник, предпоставам ќе сакате да имате глас таму. Дали би можело да очекуваме во одредена фаза вашиот координатор на пратеничка група да се приклучи на тие групи кои што веќе разговараа за законот за прекршоци? Гледайте, значи се што е процес во собранието и е дел од тоа што е регуларна комуникација, апсолутно координаторот ќе биде дел од тие процеси. Ние нашиот глас ќе го кажеме, нашиот глас секако дека ќе го кажеме во собранието, ама да даваме легитимитет на ваква власт, за да има повторно само лажна најава дека се проведуваат некакви реформи, како што беше после мојата средба. Едноставно не може да им се верува. Во врска со случајот со Жан Митров, велите ке тужите, значи велите дека немате никакви врски побарувања во однос на писмени побарувања во однос на промена на собствеништвото на болницата Жан Митров. Ме интересира ваш коментар како го коментирате вие изјавите на Жан Митров во врска со тоа дека за една недела он имал забрана за продажба на уредите во болницата, за една недела од страна на обвинителството, а после една недела откако ги добил понудите, откако кажал дека имал забрана, истата понуда, односно истата забрана таа прекинала. Ако што гледате, не знаете, ништо не прашувате. На вакви лажни вести од кујните на ВМРО не одговара. Ви кажав се. Дали ќе има внатрешна реформа во СДСМ? Таа се случува, нови луѓе доаѓаат, се креираат нови политики, ќе ги презентираме на конгресот на 24 јануари. Фала ви.